вчера мислам дека беше многу помал број, се надевам дека ова иницијатива ќе изгледаме до крај, заради тоа што многу кратко полијата позволува да не сме работи што прашање човечки живот, така да сега треба навикувања дека ќе биде, не знам, месец, за два, за три ги постави овие кои што се тука пред нас, меѓутоа тоа не решава ништо, тоа што преку тоа поминуваат со премине на бензин, се паѓа совест на самите возачи, се негдека брза, оваа улица готово како се правеше главната, целиот сообраќај беше према Охрид, од оваа страна сега кој ќе биде ситуација гужва на главна да доаѓаат сите тука и тука што побрзо гледаат да поминат и тоа со преголеми брзини. Значи, буквално не пешаци не може со кола да се вклучи со сообраќај на оваа улица. Дотолку стварно е страшно и алармантно. Плюс тоа училиште кое што е најголемо на ниво на општина Ѓорче Петров, каде што има премногу дечиња, зашто ние не можеме да ги затвориме дома, да седат, сакаме да бидат самостални, да пунува возраст, да ги пушти слободно, да излезат до школски клуб, да изиграат со другарчиња со се. Меѓутоа условите нема, очигледно не ни дозволуваат. Оваа иницијатива мислам дека ќе биде до крај од страна на граѓаните, заради тоа што стварно се регулирани, бидејќи до сега нема слух, едноставно институциите се вадеа на тоа дека надлежно е град Скопје, меѓутоа јас се надевам деновиве во разговор со градоначалникот што е спремен да реши овој проблем, без разлика што се до сега се имаше при град Скопје, се засеме за да го што побрзо реши овој случај, што е во корист на сите граѓани, поготово на општинава, каде што стварно е алармантно и се надевам дека ова ќе биде последен случај, да не дојде до некои поголеми последици во овој момент, само најдобро да биде реалитетството кое што се случи вчера. Јас мислам дека само еден семафор нема да реши оваа улица. Не е проблемот само тука да се купи семафор, таму доле е иста раскрсница, подолу иста целата улица е, гледате колку е широка, така да се еден семафор не го решава проблем. Мимо семафорот на 2-3, макар на 3 места ударни, мора да се стави и лежачи полицајци, али не е акција. Значи е поголем облик, заради тоа што само така може да рече много чале да се семафора да се стави, пак ќе биде исто. Знајќи од страна на главната улица што има семафор, има се, пак не се почитува за ветерите знаци, да се појавуваат некои денови стварно полицијата домира од улицата, меѓутоа тоа е многу кратко трае, да се децава забајле прва смена за на училиште, меѓутоа после од време пак исто, знаеш, децава не можеш да ги ограничиш од толку до толку ќе излегувате надвор, а после тоа нема надвор излегува. Така да се надевам на помасовно со страна на граѓаните, уште еднаш апелирам, мора ова да се избориме за да го решиме, заради тоа што се работи за сите нас, заедно, пред се, за нашите деца. Мислам е доста само момент, се води со големи години, со 6, со 7, овдека има деца. Овие шаришни, слави овдека препреки, тоа не користи ништо. Ги поминуваат, ги заокупуваат, така дојде до страдање на деца. Никакви не се почитува ни едни правила. Барем нешто да се презим. Дали полицајци се постават на левицава семафори и неоко ништо не прави. До сега повеќе пати апелирано да се наместат семафори, меѓутоа не се наместени и не се. Имаше пред месец дена два исто дете прегасено, па имаше жртва тука. Значи не се почитува ни едни правила. Сообраќајните правила овде кога Ѓорче не се почитува. Нарочно во вечерните часови. Да секој раскрсти барем да има семафор. Овдека се повеќе раскрсници, подолу имаме пак школа, значи мора, како што има лицензија семафори на нешто треба да имат и овде. Па јас се надевам дека новиот градоначалник Александар дека ќе го исполни своето ветување, затоа што и во својата предизборна кампања многу убаво кажа дека он е човек од Ѓорче Петров и дека се надевам и мислам дека го интересираат проблемите на луѓето што живеат во Ѓорче Петров
и искрено се надевам дека тоа ќе се направи. Може би еден семафор нема да го реши проблемот, затоа што улицата во должина, цела Борис Сарафов е некаде околу 3 километри. И не се проблем само лежечките полицајци што нели бараме да се постават заради безбедноста на децата во училиштето. Проблемот е и со паркираните коли по самата улица, затоа што, верувајте, ако сте пешак на оваа улица, вие треба да имате една невозможна мисија за да ја поминете улицата за да стасате до своето одредиште. Како возрасен, камоли како дете. Полиција има. Да. Сум видела, има. Оваа улица е многу ризична, уште која се прошируваше, нашите граѓани дадоа предлог да се стават семафори за да се подобри безбедноста. Меѓутоа, тогашниот градоначалник на градот Скопје тоа не го разбра, не го послуша. Ова се сега збива е катастрофа. Мислам дека полицијата своите должности не ги врши воопшто. Министерството за внатрешни работи да се замисли и министерот да издаде строги наредби за сообраќајот да се вршат должности до крај. Нема никаква контрола. На главната улица Ѓорче Петров со 160 на сат на црно светло поминуваат. По оваа улица која е булеварија на градот исто така. Да се преземат хитно мерки, во спротивно на вистина не можеме и не знаеме како би се расправиле со овие тешки последици за народот. Додека не се исполни ветувањето да биде поставен нов семафор, да се зголеми безбедноста, сигурно ние како граѓани ќе преземеме мерки и тоа многу радикални мерки со цел безбедноста да се зголеми на нашите граѓани. Не функционира системот, не функционира полицијата, не функционира, тоа му е на сите јасно. И јасно ние нас на сите и затоа ние сме приморани како граѓани да нешто направиме, ќе видиме, ќе ги разработиме, повеќе модалитети постојат, како да се сите натераат да работат или да се преземат граѓанските организации да формираат одредени друштва кои ќе се грижат за безбедноста во сообраќајот.